Пониски цени на горивата, но до ново поскапување. Граѓаните може да здивнат, но само за кратко. Први на удар се транспортерите, но и такси превозниците. Добар дел од нив размислуваат да ги остават и колите и повеќе да не работат, зашто според нив никој не водел сметка за ништо. Велат добро е што цената на горивото малку се намалила, но се надеваат на подобро. И како не се издржува ден за ден. Ствари не е ни веќе ни ден за ден. Од сабајле до попладне. Денеска има некое поевтинување, и тоа колку е доволно? Како они ги дигнаат цените само за да си дојдат до своите цели, нели? Нема ништо, катастрофа. Многу е тешко, ние обично важиме као народ што non-stop кука, меѓутоа стварно е тешко. Позитивна нула сме. Оприлика така доаѓа работата. Тешко е. Што да ви кажам? Чекаме и тоа е. Горивата сега има некое мало поевтинување, колку е доволно тоа? Па не е се уште не е доволно. Се уште е висока цената. Па се издржува, али се надеваме на подобро. Но и покрај се, пакетот антикризни мерки тешки 400 милиони евра ќе немаат никаков ефект, зашто драстичното поскапување на се наголемо им ги јаде парите на граѓаните. Новото поевтинување на цените на горивата може би малку ќе го ублажи ценовниот шок, велат граѓаните. Но оние кои речиси се цел ден зад воланот. Велат дека низата трошоци им биле натрупани, па така периодов со новите цени и низата поскапувања, жив човек не влегувал во возилата. Инаку согласно усвоените измени на законите за ДДВ и акциза, цената на бензините ќе се намали за 6,5, а на дизелот за 9 денари. Па така Евро Супер 95 ќе се продава за 86,50 денари, Евро Супер 98 за 88,50 денари, а дизелот за 88 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство за 83,50 денари. Ваква одлука донесе регулаторна откако беше усвоен пакетот антикризни мерки за намалување на ДДВ и акцизата. И додека граѓаните се бесни од новиот бран поскапување, од владата смируваат. Тврда дека од следната недела цените ќе се намалеле. Опозицијата пак смета дека за ваквиот ценовен шок виновна е власта, со како што велат неодговорните политики. Дека власта води погрешни енергетски политики предупредуваат и трговците со нафта. Дел од нив дури се заканија дека ќе престанат да точат гориво, откако регулаторна без никаква најава ја намали маржата за 33%. Стопанствениците велат дека поради ова работат со загуби, а набавната цена сега е повисока од продажната. Компаниите се лути што власта минимално ја скратила акцизата, односно ќарот што го има државата, а како што велат максимално удриле по нивното работење.